Благодарам, подпредседателка. Почитувана колешке Мираковска, после 20 години поминати по директорски фотели и во собрание, најдовте да зборувате и да критикувате еден професор, експерт во својата област. Госпоđа Мираковска, вие 7 години го поддржувавте Зоран Заев и гласавте него и ја уништивте и реуниравте економијата, нашата економија. Гласавте за задолжување на нашата држава. Каде ви е совеста? Па овдека излегувате да зборувате против нашиот професор, против угледен експерт. Вака да зборувавте кога вашите коалициони партнери беа на власт. Мислам дека малкуче сменевте нешто, а немаше да дозволите да ја уништа државата со 0 проекти, со 0 капитални инвестиции, а милионите ги нема. Дали тогаш вака размислувавте? Или тогаш сте што мораште да гласате, гласавте? А сега тука многу сте силни да зборувате и да критикувате професор кој на вистина е професионалец во својата област. Зборувавте, ве слушнав и за работничките права, а ги прашавте работниците за кого гласаа? Дали вас ве поддржуваа и вие што секогаш се залагавте за работничките права? Не, госпоđo Мираковска. Не сакам да зборувате за работничките права, кога го уништивте цел македонски народ, кога некои си играа фудбал. Да. Затоа и сте тука со толку малку број пратеници. А изборот на господин Трајко, на професор Трајко Славевски не е политичка одлука, туку одлука заснована на знаење, искуство и експертиза. Почитувани, знаеме дека секој важен избор вас ви предизвикува реакција, нормално. Вие сте опозиција, не можете да продолжите со вашите манипулации, и скандали. Но кога тие реакции, и тоа е природен дел од демократијата, но кога тие реакции се сведуваат само на партиска реторика, а не на аргументи и факти, тогаш се работи, јасно е дека се работи за политички манипулации. Ви благодарам.